Добро утро од мене, браќа и сестри. Мило ме сме заедно и овој саботен ден. За денеска ќе зборуваме за нешто можеби што сте слушнали сигурно. Меѓутоа, сакам да кажам дека додека ја разработував оваа тема, додека читав, проучавав, слушав, склопував, осетив такво присуство од Светиот Дух да во еден момент размислував дали да зборувам за оваа тема, некако се чувствував, затоа што темата не е толку сериозна, меѓутоа е толку едноставна е за сваќање, многу лесна е за сваќање, но многу од нас не промаршиле или сни скокнале, не снимале јасна слика за тоа. Така да го молев на Господ и Господ ме уцврсти да го кажам ова што ќе го кажам денеска пред вас. Ние многу пати знаеме дека нашиот христијански живот се споредуваат како одење со Господа. Знаеме дека Енох одел со Господа. Така да знаеме дека и нашиот живот треба да биде еден начин, едно одење со Господа. Меѓутоа, знаеме дека животот со Господа не е скокање или трчање со Господа, туку е одење со Господа. За исто така, знаеме на многу места дека Исус зборувал и во параболи. Во тие параболи Исус објаснувал некои работи кои им били тешки за сваќање на учениците. Зошто Исус зборувал во параболи? Замислете да негде вие сте били на некое екзотично место, кој што некој роднините ваши пријателите не биле таму, и кога ќе се кажете дали наоѓате погодни зборови да објасните тоа место. Почнувате вака, така, па некој време гледате дека сте кусо со зборови, немојте да објасните каде сте били. Замислете да Исус имал потреба да објасни горе што се случува на небото и да почне да објаснуваат. Ќе разбере ли некој? Исус го нашол тоа што им е најблиску, тоа што секој ден луѓето околу него го гледаат. И така гледал некако да им е приближи стварноста за небесното царство. Но многу пати Исусовите параболи биле тешки за сваќање. Како например, еднашка Исус им кажал: Царството небесно е, и во мислите на учениците под царство се подразбирал Рим. Рим кој све газил под нозете, Рим кој бил главен, под кој биле под робство. И кога Исус почнал да изборува за Царството небесно, тие добили една слика. Кога Рим е вакво царство, какво е Царството небесно тогаш? И во нивното возбудено чекање, чекали Исус да каже Царството небесно како е. И чекале само Исус да го истај мечото и да каже дека Царството небесно е многу појако, многу пострашно од Рим. Меѓутоа гледаме дека Исус каже дека Царството небесно е како синапа во земја. Се зачудиле. Дури не им било јасно што слушнале. Затоа што очеквале дека Исус ќе каже нешто тотално различно. Гледаме дека Исус Царството небесно го опистоветувал со синапово семе, а не со тоа што очекувале другите. Тие што имате Библија, одите во Лука 5 глава, 36 стих, сите има Нови завети напреша се. 5 глава, 36 стих, читам до 38 стих. Зборува Исус во парабола. 36 стих вика вака: И им ја кажа и оваа парабола. Никој не пришива стара облека, тоа е стара крпа одсечена од нова облека, зашто и новата ќе се отпара, а и на старата не и прилега нова крпа. 37 стих. И никој не налива ново вино во стари мевови, зашто новото вино ќе го расцепи мевовите и ќе истече, и мевовите ќе се упропастат. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се зачува и едното и другото. Кој некои зборови се повтори тоа дека цело време? Исус кажува: никој не го прави тоа. Никој не го прави тоа. Никој не шие стара облека со нова и никој не тура ново вино во стари мевови. Овде Исус сака да каже
Овдека кога го разработував ова, толку имаат прекрасни работи натре скриени, зошто Исус го кажал баш ова парабола за старото и за новото вино. Исус им кажал, ако мене, новото вино, новото евангелие што го слушнавте, ме мешате со старото учење кој го знаете, кој јудејците ви го кажаја, ќе се отпараме. Немојте едното со другото. После ќе видиме 39 стих. Тој исто им го кажал на учениците, меѓутоа и во нашиот живот. Ако ние Исуса Христа го мешаме со нашиот претходен, со стариот живот, едно ќе се отпарат. Ниту може едното да биде, не може двете заедно да бидат. Меѓутоа, транзицијата од стариот во новиот живот не е нешто што се случува во еден чекор. Спомнавме на почетокот дека тоа е процес кој што трае, после ќе читаме цел живот. Затоа што спомнавме дека нашиот христијански живот е спореден со одење со Господе, не е со трчање, не е со скокање, не е нешто што со денеска сне едно, а утре станеме са бајле сне сосема друго. Нашиот живот е одење со Господа. И ако се вратиме, Исус викат, никој не прави таква работа. Меѓутоа, тие што имате Библија, одете 39 стих. Овдека, не знам некој од другите Библии што имат, во оригиналниот превод гледав еден збор, баш еден збор го немат. Во мојот превод викат вака: и никој откако пиел старо вино нема да побара ново, зашто вели старото е подобро. Таму така стои во истиот тој превод. Буквално така. И никој откако пиел старо вино нема да побара ново. Во оригиналниот превод најдов дека еден збор баш го немат, а само ова реченица има тотално обратно значење ако тој збор го немат. А зборот е вака: а никој откако пиел старо вино нема да побара веднаш ново, зашто вели старото е подобро. Тотално различна реченица, уште еднаш ќе повтора. Овдека пише никој откако пиел старо вино нема да побара ново. Тоа значи дека никој па нема да побара ново. Меѓутоа кога оставиме зборот веднаш, тоа да има сосема друго мислење реченицата. Вика, никој откако пиел старо вино нема да побара веднаш ново, што значи во иднина има шанси тој да побарат ново вино. И тоа е целта која Исус овдека сакал да ја каже. Сака да каже дека никој кој имал старата наука, кој имал стариот живот, немат веднаш да го засакат новиот живот. Зашто за тоа, како што спомнавме, е потребен процес и тоа е потребно е време, а самото нешто е процес. Дали овој човек кој што го пиел старото вино има можност да го засака новото вино? Има. Меѓутоа е потребно време, тоа треба да запамтиме. Тоа е процес. Кога ние ќе го прифатиме новото вино на Евангелието, се случува таа транзиција, но не е тоа веднаш. Не е се јас ни го прифатиле Христа и од утре, како што спомнавме, не трчаме, не скокаме, не ојме со авион, туку ојме чекор по чекор. Тоа е процес, потребно време. Гледаме дека Исус овдека ни сиве овие низ оваа парабола, каже дека никој не го прави тоа нешто и во последниот 39 стих каже никој кој пиел старо вино нема веднаш да побара ново, зашто вели старото е подобро. Сега да одиме да видиме за истава ситуација што викат апостол Павле. Вие што имате Библија, одете Римјаните 1 глава 16 и 17 стих. Римјаните 1 глава 16 и 17 стих ќе читам. Кој викат вака. Павле викат зашто многу познати стихови. Зашто јас не се срамам од Евангелието или од добрата вест за Христос, бидејќи тоа е сила Божја која го спасува секој што верува, прво јудеец, а потоа и елин. Бидејќи во него се открива правдата Божја и овие зборови запамтете ги. Од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее преку вера. Прашање. Што значи од вера во вера? Овде Павле сака да каже како Исус Христос што го кажал наназад. Дека кога ќе запознаеме Христа со вера, и следниот чекор ни е повторно со вера. И сака да каже Павле дека сето наше одење со Господа е од еден степен на вера, во друг степен на вера, во трет степен на вера. Павле сака да каже, бидејќи во него се открива правдата Божја, од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее
во вера. Тоа значи дека ние го прифаќаме Евангелието со вера, следен нашиот чекор е исто така со вера. Меѓутоа исто сакат Павле да каже дека не е нешто што еднаш сме го прифатили толку. Тука е потребно време, затоа што тоа е процес. Одете нанапред, 2 Коринтијаните 3 глава, 18 стих. 2 Коринтијаните 3 глава, 18 стих. Сакам да ја доловите сликата дека тоа што се случува не е нешто за една вечер. 3 глава, 2 Коринтијаните 3 глава, 18 стих вика вака. Ние пак сите со откриено лице како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик од слава во слава како од Духот Господов. Овде два збора се многу битни. Викат се преобразуваме. За преобразувањето дали е нешто што се случува за една вечер? Се обновува, точно, се обновува, значи се прави наново, секој ден ново нешто се преобразуваме од слава во слава. За тоа нешто е потребно време, бидејќи е процес. Исто така, Коринтијаните, тука е 2 Коринтијаните 4 глава, 16 стих. 16 стих. Павле викат вака. Затоа ние не паѓаме со духот или не се откажуваме. Но иако нашиот надворешен човек тлее, внатрешниот од ден на ден се обновува. Овдека викат, затоа ние не паѓаме со духот, но иако нашиот надворешен човек или телесниот човек тлее, внатрешниот од ден на ден се обновува. Кои се клучни зборови овде? Од ден на ден. Исус викат вака. Никој откако пиел старото вино немат веднаш да засакат новото. Павле викат, ние од вера во вера, од слава во слава, од ден на ден се просветуваме. Тоест, посветувањето на Господа не е нешто што се случува за една вечер, затоа е потребно време, затоа што тоа е процес. Гледахме Исус што кажа, видовме Павле што мисли за посветувањето. Ќе одиме во духот на пророштвото, 2-3 цитати само иставив, каде што Елена Вајт во Совети на црквата на страна 56 викат вака. Нема такво нешто како свет наеднаш или инстант светост или инстант посветеност. Толку кратко кажувате. Нема такво нешто како веднаш свети. Ние можеме да бидеме декларирани дека сме свети. Можеме да бидеме декларирани, тоа може во друга прилика да збориме дека сме свети, меѓутоа нема такво нешто како инстант посветување или инстант свет човек. После подавајќата Елена Вајт, вистинското посветување е секојдневна работа која трае се додека трае нашиот живот. Дали некој се сложи од тоа? Вистинското посветување е секојдневна работа која трае се додека трае нашиот живот. И после во одбрани пораки пишуваат исто така Елена Вајт, ние не постигнуваме совршенство со еден скок. Посветувањето е работа за цел живот. Може би некој ќе се обесхрабри, меѓутоа ќе не дослушате дока е пораката. Посветувањето е работа која трае цел живот. Посветувањето е прогресивна работа која трае цел живот. Исус гледавме во Лука 5:39 викат, никој откако пиел старото вино немат веднаш да го засакат новото. Дали тој човек може да стигне да го сакат новото вино? Секако, но тоа е потребно време, затоа што е процес. Павле вика, ние се претвора од слава во слава, од ден на ден, од вера во вера, стануваме какви? Се посличи на Христа. Елена Вајт викат, нема такво нешто како инстант свети. Денеска не сне, утре сне. Тоа е процес кој трае цел живот. Сега, сигурно си сте нашли во некоја ситуација да, кога сте запознали Господа, снимале некои работи, некои грехови кои Господ ни ги открил дека се грешка. Дека не се исправни. И сигурно сте имали искуство со Господа да Господ тие некои работи што ви сметале, едноставно им направил вака. Так, ги тргнал и не постојат во вашиот живот. Поминало може година, 2, 3, не сте ни свесни за таа работа, се додека ако анализирате на нас, ќе видите порано правев ова нешто, го сакав можеби ова нешто,
А денеска не го правам. Но дали секој од вас може да потврди дека за сите работи е така? Некои гревови се како така лесно Господ ќе ги трни и после ќе видиме дека Господ нешто што не го медисал, може и нашиот јазик, може би нешто некоја лоша работа што сме ја правеле, што сме зборувале, Господ е тргнал и после сме видели на назад дека Господ го исчистил. Но некои гревови се како има некој виден од вас куче чивава, едно малечко вака голо, едно како мачка поќе личи. Некои гревови се баш како такво куче кој цело време ги треси за ногата, вака и цело време се фатени кај да уш се околу ногата. Зошто? Затоа што многу пати ќе мислиме дека секој христијан се сретнал со ова. Ќе мислиме дека сни завршиле со некој грев, сни заминале, меѓутоа ќе се најме во некоја ситуација, сни паднале во истиот. Првите мисли кои ни идат тогаш е да се обесхрабриме и да кренеме раци од цела ситуација. Затоа што пред некое време ветивме дека нема да биде така, а усвари се случи повторно. Баш некои гревови се како таа чивава кои стојат фатени и цело време само ги тресиме и никако да испаднат. Некој Господ ги тргнал, меѓутоа некои уште не држат за ногата. Се сакам да замислите на илустрација, дали некој од вас имал прилика да се вози со кану. Јас сум немал, меѓутоа илустрацијава ќе искористам. Со кану. Замислете се, двајца се возиме со кану и кану е како малечко бродче, како така, чамче, ама малечко за двајца е само. Ние така имаме има и така малечки големи. Да, долго тесно, баш така. Замислете да со тоа кану се возиме низ едно мирно езеро. Каде низ тоа езеро можеме да видиме кој што весламе двајцата, јас и некој зад мене. И гледаме во таму мечка, гледаме потаму преска беше спомнат еден дабар. Гледаме како имаат птици. И така додека пливиме, додека вескаме со кануто, гледаме нешто таму како некој да мрдат со раците. И гледаме некој човек се давит. И одма вескаме со кануто и стигнуваме до него. Ова е опција број 1. Додека вескаме со кануто, го наоѓаме некој кој се давит. Имам опција 2. Со истото кану, по истото езеро, истиот дабар, истата мечка, и додека лебедите тука шетат низ езерото, најнеш додека возиме со кануто, сеќаме нешто. Тук не чукнува. Се пулиме до нас, мртов човек. Уплашени од целата ситуација, се тргаме настрана со кануто. Прашање за вас. Која опција сакате да ја видите? Тој што се даде да го спаси. Точно. Зошто? Има надеж. Браво, центар. Затоа што уште има надеж. Сега слушнете ме. Затоа што уште има надеж. Самата борба со гревот е знак за живот. Самата борба која водиме во нашиот со гревот е знак за живот. Дали некој од нас се дави да го слави на Господа затоа што се дави, затоа што уште имат живот во него, се бори, претат, сакат да живеат. Има нешто во нас што уште не сакат да се предајат. Дали некој од нас се дави, бидејќи борба со грев имат кој? Само тие кои се обратени, и самата борба што имаме со гревот е баш тој знак дека навистина Господ уште живеат во нас и уште има нешто што сакат да живеат во нас. Тие кои не се обратени немаат борба со гревот. Не мен мака дали сгрешили, нив единствено само што ги кочите спиењето како да би направиле појќе, спиењето мора да спијат. Меѓутоа тие што се обратени знаат дека самата борба со гревот е знак дека навистина уште Господ е во нас. Може би многу пати си рекле, не сакам да го направам ова. Не мислев да го направам тоа. И дури сни дале може би и ветување на Господа дека нема да го направиме тоа.
На Господа не му треба нашите ветувања. На Господа му требиме ние. Си се нашле во ситуација да сниветиле едно, поминало некое време, сни го сгрешили. И мнозина од нас, тоа како вродено да е во нашата човечка природа, се обескрбруваме затоа што сни дале ветување према Господа дека нема да се повтори нешто што не сни сакале да направиле. И се чувствуваме обесхрабрени, мислејќи дали да побараме прошка од Господа или да продолжиме така со кренати раци да оставиме во лер ситуацијата. Спомнавме дека процесот на посветување не е нешто што се случува во еден ден. Исус кажал дека никој кога пие старото вино нема веднаш да засака новото. Павле кажа дека од ден на ден, од слава во слава, од вера во вера, ние стануваме посвети. А Елена Вајд каже дека нема такво нешто како инстант светост. Се че побараме совет од еден човек што доволно знаел што значи да сгрешиш и да направиш греф. Че побараме совет од Соломон. Соломон, колку што знаете, имал 700 плюс жени, така да сигурно знаел многу работи тој за гревот. Кој имат Библија, нека од во Изреки 24 глава. Изреки 24 глава, чодеме 16 стих. Ова сигурно ги имате 100 пати прочитано. Меѓутоа, ова таква охрабрувачка порака имат во него, че само Господ ќе ни открие што има ставено. 24 глава, 16 стих викат вака. Слушајте добро. Зошто 7 пати ќе падне праведникот и пак ќе стане, а падне ли нечестниот, тој изнемогнува во злото. Ви имате слушна тоа. Кажете ми, дали праведникот не паѓат овде? Дали праведникот не паѓат? Кој паѓат поќе, праведникот или неправедникот? Колку паѓат тој? 7, а другиот? 1. Зашто 7 пати ќе падне праведникот и што предпосле тој? Пак ќе стане. Ќе падне и повторно ќе стане. А падне ли неправедникот, тој изнемогнува во злото. Гледаме дека и едниот и другиот паѓат. И праведникот паѓат и неправедникот паѓат. Дури гледаме дека праведникот паѓа многу пати поиќе. 7:1. Но зошто паѓат праведникот? Тука се близко. Кој имаат опција да паднат? Опција има да падне тој што е станат. А ако не си станат, автоматски немаш никаква опција да паднеш. Праведникот паѓат 7 пати затоа што после секое негово паѓање повторно станува. Кога ќе стане, ќе појдеш некој чегор, пак ќе падне, па повторно ќе стане. Затоа Соломон викаат 7 пати ќе падне праведникот и пак ќе стане, а падне ли нечестниот, тој изнемогнува во злото. Затоа што цело време станува. Се имаме ние во нашиот живот, имаме избор. Имаме избор каде што сни паднале, сни мислеле нема да падниме, меѓутоа сни паднале, имаме избор. Имаме избор да останеме долу кај што сне, во тој случај немаме можност повторно да паднеме, бидејќи сне веќе паднати. Меѓутоа, оној момент кога ќе решиме да го избереме поризичната одлука да станеме, тоа што одма која опција се отворат? Повторно да паднеме, бидејќи сне станале. Така да имаме избор, или да останеме долу кај што сне, или повторно да станеме. Меѓутоа, кога повторно ќе станеме, тој е поризичен избор, имаме можност повторно да паднеме насад. Се наоѓаме во ситуација каде си го направил тој омразен греф, кој што знаеш дека те измачува долго време, многу пати можеби си му ветил на Господа и си сгрешил. И прво што требате да, кога ќе направиме такво нешто, трчаме с места кај крстот
на Голгота. Трчаме ке Христа. Бараме прошка од Господа и преку Божја благодат, како правиме? Стануваме. Стануваме и правиме колку чекори? 1, 2, 3, повторно долу. Пак паѓаме. И речиш, пак сгрешив. Тоа што пред малце не го сакав, повторно сгрешиш. Стануваме втор пат, правиме 3-4 чекори. Повторно паѓаме. И од тоа што одиме пак на крстот на Голгота. И тоа иде некако вака. За тој греф што не мачал. На почетокот иде вака. Так. И ќе дојде ден кога едно станување ќе ни биде последно. Немат поќе да бидеме во тој греф. Ќе дојде ден кога последен пат за тој греф ние ќе клекнеме и Господ ќе не пушти, ќе си заминеме, ќе му завртиме грб на тој греф. Немат поќе да не држи врзан. Меѓутоа, дали имаме уште битки во нашиот живот? Дали имаме уште битки кои што треба да се водат во нашиот живот? Спомнавме дека Господ некои работи ги тргнал вака. Некои се баш како точивавата се држат и за ноговицата не влечат лево десно. Меѓутоа се е за растојанието. Господ кажува дека то посветување не е нешто што се случува преку ноќ. Затоа е време потребно и потребен е процес. Ќе дојде ден кога нема ние да бидеме врзани веќе од тој греф. Секако имаме и други битки, но продолжуваме да стануваме. Многу пати сме читале патот кон Христа, али не знам колку се запознати од вас, како е оригиналниот наслов на патот кон Христа? Пошто на англиски пишеме. Чекори кон Христа. Не гледаме трчање кон Христа, скокање кон Христа или со некакво возило, туку гледаме дека имат чекори кон Христа. Ова што е овде напишано е буквално порака од Светиот Дух за нас денес. На страна 85 можете дома да си проверите ова. И сега ќе ве прашам дали некој од вас се поистоветува со оваа ситуација. Може би некој сега скоро, може би вчера, може пред 2 дена се нашол во оваква ситуација. Ова е тоа што непријателот толку долго време го криел и сака едноставно да ни ги замачкат очите, да прекинеме секаква врска. Слушајте внимателно. Господ преку Светиот Дух напишал вака: има и такви кои ја запознале Христовата љубов која проштева и кои навистина сакат да бидат Божји деца, но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот и затоа се готови да се посомневаат во тоа дека Светиот Дух навистина го преродил нивното срце. Уште еднаш ќе прочитам. Од Светиот во патот кон Христа 85-та страна викат вака: има и такви кои ја запознале Христовата љубов. Ова непријателот го натура на голема мера на сите луѓе, на сите верници кои поверувале во Христа. Има и такви кои ја запознале Христовата љубов која проштава и кои навистина сакаат да бидат Божји деца, но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот и затоа се готови да се посомневаат во тоа дека Светиот Дух навистина го преродил нивното срце. Дали непријателот некој пат не дошол со такво нешто? Ако дошол, тогаш сте во добро друштво. Затоа што Исус, пред да биде однесен во пустината, гласно небото посведочи дека ти си мојот возлюбен син. После некое кратко време Исус однесен во пустината и непријателот го терал баш истото да се посомнева дека навистина е Божји син. И Светиот Дух нас ни посведочил дека ние сме негови и непријателот со истото не тера да се посомневаме дека некој пат нашето срце било воопшто преродено. Вика: има такви кои запознале Христовата љубов која проштава и кои навистина сакаат да бидат Божји деца, но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот и затоа се готови да се посомневаат во тоа дека Светиот Дух навистина некогаш го преродил нивното срце. Дали непријателот го пробал ова на нас?
Продолжуваат уште натака. Дали кога ќе сгрешиме, нас не фаќат очај и сакаме да крениме раце? Бидејќи повторно сме го направили тоа што сме ветиле дека не го правиме. Елена Вајд викат вака, продолжуваат истата реченица. Ним би им кажала, немој да се повлекувате обземени во очај. Токму тоа е она ние што го правиме. Кога некој ќе сгреши за нешто што рекол дека нема да го сгреши еднушка, 2 пати, 5 пати, 10 пати и ова го правиме. Се повлекуваме во очај. Елена Вајд викат, немој да се повлекувате обземени во очај. Продолжуваат. Викат вака. Ова е многу битно, ќе се склопи со ова претходно што кажавме дека сето тоа е процес. Ние, вика, често ќе мораме да паѓаме пред Исусовите нозе и да плачеме поради нашите недостатоци и грешки, но не смееме да се охрабриме. Уште еднаш ќе прочитам збор гутнавте. Ние често ќе мора да паѓаме пред Исусовите нозе и да плачеме поради нашите недостатоци и грешки, но не смееме да се обесхрабриме. Колку пати треба да падниме? Често не е нешто што тоа сега сум свет и никој ништо не ми треба поќе. Христос викат, ние често ќе мораме да паѓаме пред Исусовите нозе и да плачеме поради нашите недостатоци и грешки, но не смееме во никој случај да се обесхрабриме. И кој што спомнавме, дури и ако непријателот не оборил, Бог не отфрля, не заборава и не одбива. Со олкај букви напишано не. Христос се наоѓа од десната страна на Бога и самиот се зазема за нас. Саканиот ученик Јован вели, ова ви го пишувам за да не грешите. И ако некој сгреши, имаме застапник кај Отецот, праведникот Исус Христос. Многу пати кога ќе сгрешиме, влегуваме во очај, меѓутоа овде вика немој да го правите тоа нешто. Ние често во нашиот живот, колку и да сме години со Христа, 20, 30, 50 години, често ќе мора да паѓаме пред Исусовите нози и да плачеме поради нашите недостатоци и грешки, но не смееме да се обесхрабриме. Многу пати ние сме го нашле, го знаете најубавиот стих во 1 Јованово 1:9. Како вика тој стих? А тој е праведен, ако ги споведаме нашите гревови, тој е верен. Дали некој пат во нашиот живот се случило да мислиме дека тоа ветување кое Господ ни го дал, сни го претерале? Мислите ли? Дека во нашиот живот се дошло дека Господ е верен ако ние ги исповедаме нашите гревови и тој да ни ги опрости. И си имаме мисла во главата дека веќе 20 пати ми е опростено, не може поиќе да го користи, тоа мора нешто друго да се прави. Дали сте дошли во таа ситуација? Меѓутоа вика не смееме да се обесхрабриме. Тоа ветување кое Господ ни го дал нема да важи до оној момент кога нема да го искористиме. Кога ќе земем Библијата и кога ќе речеме Господ ти си рекол вака, тогаш тоа ветување ќе важи. Затоа што Елена Вајд викат, ние често ќе морат пред Исуса Христа да паѓаме поради нашите недостатоци и грешки, но во никој случај не смееме да се обесхрабриме. Денеска пораката која Светиот Дух има праќа на секој човек. Затоа што секој се нашол во таква ситуација. Јас сум сигурен дека некој можеби и од нас имал скоро искуство, можеби вчера, можеби пред една недела, кој што му дошло да крени раце. Затоа што, како што читавме овде, го видел својот живот дека е полн со недостатоци. Видел дека имат грешки и сите тие работи го турнале во очај. Може би некој дури од вас помислил дека и Господ го отфрлил. Би сакал уште еднаш ово да прочитам, затоа што е порака од Господа. Има такви кои запознале Христовата љубов која проштава и кои навистина сакаат да бидат Божји деца, тоа сме јас и ти. Но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот. Сме свесни. И затоа се готови да се посомневаат во тоа дека Светиот Дух навистина некогаш го преродил нивното срце. Ним би им кажала, немој да се повлекувате обземени во очај. Баш тоа што ние го правиме. Ние често ќе мораме да паѓаме пред Исусовите нози и да плачеме поради нашите недостатоци и грешки. Но не смееме да се обесхрабриме. Дури и непријателот, ако не оборил, Бог не офрля, не заборава и не одбива. Не.
На Исуса не му треба нашите ветувања. Кој што спомнав преска, му требаме ние. Јас знам дека Христос на секој денеска му е подават раката и му викат стани. Стани повторно. Многу пати ние се плашиме да станиме. Меѓутоа, како што спомнавме низ овие примери, дека нашиот христијански живот не е трчање, не е скокање, туку одење со Господа. Нема човек кој на две ноце кој во животот не се сопнал никој пат. Нема таков човек. Исто и во духовниот живот. Кој да одел, ќе се сопни. Меѓутоа, не е проблемот што се сопнува. Проблемот е ако се сопнал, паднал и никога не ќе да стане. Дали вие сакате да го видите тој човек кој се Давид? Спомнавме преска. Ние сакаме да видиме затоа што имат надеж. Ако ние се давиме, ако ние претаме, тоа е знак дека уште Господ е во нас. И денеска пораката од Исуса Христа према секој еден од нас, ти кои си паднат, дај ме раката и јас ќе те станам. 7 пати да сме паднати, 7 пати Христос ќе не стани и ќе ни опрости. Тоа ветување дека Исус ќе не стани и дека ќе ни опрости е секогаш валидно за оние кои го барат. Оној момент кога нема да бараме од Господа да ни опрости, нема да ни биде простено. Меѓутоа секој момент после 20 години нашето христијанско искуство, ако побараме да ни опрости Господ, ќе ни опрости. Затоа и моја молитва е денеска и Господ да мојот со Светиот Дух да влезе длабоко во нашите срца и кога ќе се најме во таква ситуација, кога ќе осетиме дека нешто што сме ветили сни го прекршиле и кога ќе сетиме дека нешто што сни направиле во нашиот живот не е исправно. И ако сте свесни не е исправно, да го славите на Господа, да знаете дека уште Светиот Дух е во вас. Тоа е знак дека уште Господовиот Дух е во вас и сакате да живеете. Оној момент кога ќе почнеме да правиме работи кои порано ни биле грешни и не мислиме воопшто за нив, тогаш е лоша ситуацијата. Се додека се бориме и се додека стануваме на нозе, ќе имаме можност да паднеме повторно. Но имаме можност и да одиме напред. Амин.